Добре дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Цветановски, мој денешен гостин е професор доктор Солза Грчева, национален координатор за реформи во високото образование. Добре дојдовте. Добро вечер. Професорке, многу добре ја знаете ситуацијата во вашата фела со која што децениски сте, нели? Но сепак, како национален координатор, како може да ги опишете состојбите во високото образование, односно какви се состојбите во македонското високо образование? Знаете, ако кажам дека се катастрофални состојбите, мислам дека е тоа малку. Можам да кажам еден атрибут дека се алармантни состојбите. Она што го начекавме од претходната власт е тотален пораст, тотален колапс на едно високо образование. Тоа не е мој заклучок, кој што не можам да го подкрепам, напротив, го подкрепувам со многу факти. Ние сме потонати на сите светски листи, ранг листи на нашите универзитети. Замислете нашиот најдобар, веќе го ставам под наводници, УКИМ, кој што веќе ќе полни и 70 години од своето постоење, се рангира меѓу 1500-то и 2000-то место, зависи на која ранг листа светска го гледаме. Да не зборувам дека имаме универзитети кои што се на 26.000-то место и до 32.000-то. Ние сме единствената земја со 2 милиона жители кој што има 23 универзитета, замислете, од кои што 6 се државни, другите се приватни. Ако една Франција има 1/3 приватни, сите други се државни. Ако една Италија има забрането воопшто приватни универзитети поради падот на квалитетот, кај нас ова оди како печурки. Раснат секој кој што направил некаков бизнис план, Добар бизнис, отворил универзитет. Но не можам да го лоцирам неквалитетот исклучиво на приватни универзитети, имаме и квалитетни, барем поединачни факултети на нив, го врзувам и со нашите државни универзитети. Замислете до каде паднавме, кога еден Крагуевац, Риека, Нови Сад, такви универзитети, Марибор, Крањ, Копар, ќе ви ги редам дотре што се на Балканов, сите подобро котираат од нашиот најдобар универзитет. Поразително. Значи, поразувачки информации со ова. Потоа сме единствената веројатно земја која што има 80% редовни професори. Па ние би требало да водиме во науката, ако е тоа така, знаете, и да бидеме новие ранг листи некаде во најдобрите. Ако имаме 80% редовни, тоа е највисоката функција на еден факултет. Ние немаме ништо. Значи, нашите професори, не зборувам за сите се разбира, меѓутоа повеќето, немаат научни референции кои што утре некој ќе ги спомене, ќе се референцира на нив и така натаму. Тоа не е нивна вина, макар што постои секогаш и индивидуална вина, тоа е голема фалинка на системот кој што произведува таков неквалитет. Сега, кога ги имате тие параметри, просто не знаете од каде да почнете да се средуваат работите. Имаме веројатно најголем број на насоки. Ние немаме факултети ориентирани кон студенти, ниту кон работно место професор, туку кон човек. Кој како докторира му се отвараат предмети, се отвараат дури цели насоки според човек, и затоа беа вакви квотите за упис какви што беа, бидејќи тие во МОН приложуваат листи на лажни насоки, на лажни предмети и така натаму. Така финансираат. Според платите ги финансираат. Значи, инфлација на професори, кои што тоа не би биле никаде на светов, кај нас се тука добро удомени. Оние проекти со кои што јас се зафатив и почнав да ги работам е да се изградат едни појаки, поцврсти, построги би рекла, национални стандарди за унапредување во звања
наставно-научни звања, научни звања и наставни звања. Од тука би го почнале тој ремонт на Од тука е системот? тој ремонт, бидејќи доаѓајќи до коренот на злото, доаѓаме секогаш до овој голем проблем. Знам дека ќе има отпори од универзитетите, многу комотна позиција имаат, ќе сметаат дека им е нарушена автономијата, но таа нема да биде. Тоа е по примерот и на Белград, и на Љубљана, и на Загреб, секаде е тоа на истиот начин решено. И сега кај нас во нашиот закон постојат некои критериуми, но тие се многу разводнети и се подложни на злоупотреба. Значи, тие можат да бидат изиграни и се нон-стоп изигрувани. Значи, треба да направиме стандарди кои што се споредливи со овие појаки универзитети, барем на Балканов, да не зборувам пошироко. Понатаму имав некни состанок со студентските организации, представниците, многу убави барања имаат студентите. Прво бараат бесплатно студирање во првиот циклус. Замислете, фрапантно е дека 1600 луѓе, 1600 студенти само оваа година се запишале на Љубљанскиот универзитет, затоа што дури и нашите македонци таму имаат бесплатно студирање во првиот циклус. Потоа имаат можност за студентска работа. Значи, да ја укинеме сивата економија. Тоа им го предложив и со задоволство ги прифати овие сите промени кои што им ги презентирав, да можат да си работат, но да бидат пријавени и да им тече стаж дури додека работат како студенти. Тоа би било нешто во соработка со Бирото за вработување или? Тоа би било, да, и во фирмите? соработка и со стопанските комори, во соработка со, се разбира, Министерството за образование, во соработка со многу ентитети, за да можела да се реализира. Ново што можеме да го примениме. Понатаму дигитален универзитет. Срамота е да ние во 21. век имаме студенти кои ги полна шалтерите да заверат испит, да пријават испит, да заверат семестар и така натаму. Тоа мораме да го ликвидираме како пракса. Значи, што поголем број на услуги студентите да ги добиваат електронски, да можат барем административните работи да ги регулираат и да се посвети големо внимание на студентскиот стандард. Трета работа, која што е многу важна, е воведување на така наречени професионални студии. Нема потреба да имаме толкави расходи во буџетот за образование и да сите студираат по 5 години, бидејќи практично после 3 години тие немаат струка, мораат да одат на мастер, на магистарски програм. Деца кои што не сакаат со наука да се бават, немаат потреба да учат уште додатни 2 години или каде што е 4 плюс 1, уште плюс 1 година, секаде во Европа меѓу 50 и 70% од студентите се запишани баш на такви професионални студии со покуси циклуси. Тоа ќе значи намалување на буџетот, расходите на семејствата, што ги издржуваат студентите, но и на државата. Така да, ова се клучните работи на кои што работам, во соработка со Министерството за образование, со кој што исклучително добри контакти имам и соработувам. Да, апсолутно. И со секторот за високо образование во рамки на Министерството. Исто така имам одлична соработка со Министерството за дигитална трансформација, бидејќи конечно овој проект ќе треба да види видели на дигитален универзитет. Значи, сите овие зафати обединуваат многу чинители, но најважно е да се покаже една зрелост, една волја од универзитетите за промени. Без тоа не можеме да се мрнеме напред. Што повеќе работи да ги уточниме во законот, тоа не значи да го правиме огромен, секаде се помали законите одошто кај нас, но постојат подзаконски акти, постојат анекси на закони и така натаму со кои што се уредува таа материја. Значи, ова сега нафрлив, меѓутоа уште многу други проблеми има. Например, сериозно исто така, мислам да го терам и тој проект за спречување на одлив на мозоци, што е
веќе горечки проблем за Како Македонија. мислите да го решите тој или да го почнете Па еве, решавањето на прво овој со горлив проблем? квалитетни студии ми се чини дека оние најталентираните не одат надвор затоа што сакаат да прошетаат некаде, туку не се задоволни од квалитетот кој што го добиваат. Овде имате поплава на десетки. На крај, кога ќе имате работодавач пред него со досиња, тој не може да одвои кои студенти биле на вистина добри, кои не биле, бидејќи сите имаат надреално високи просеци. Тоа мора да се укине таа пракса. Понатаму, еден од моментите е, реков, студентскиот стандард, кој што мора да се подобри, условите за студирање, но и она Еразмус програма за размена на студенти и наставници, која што сега во моментов и со години наред работи како едносмерна улица. Значи, наши одат, но никој од страна, да речеме од Европска унија студент не доаѓа овде. Зошто не доаѓа? Бидејќи имаме професори што не знаат странски јазик. Замислете на кое ниво сме ние. Како може еден словенец да дојде и да рече јас ќе поминам, а има право тоа да го направи, еден семестар ќе учам во Скопје, не знам археологија. Кога не можете сега да ми извинат колегите, не мислам само на археологија, мислам на сите факултети, не можете да споите 10 наставници кои што перфектно владеат со англиски или со друг светски јазик, за да можат да им предаваат на тие студенти. Истото тој во размена на студентите и размена на професорите. Каде ние сме виделе да наши професори одат на познати универзитети да држат предавања, прво немаат научно портфолио да го тоа прават, второ и со јазици слабо стојат. Значи имаме еден неквалитет во наставниот кадар. Мора да се работи на тој план и за тоа си постојат стриктни мерки што треба да се прави. Инаку Еразмус програмата ја гледам сега која што е поставена, а така оди со години, како еднонасачна улица, баш за одлив на мозоци. Им покажуваат шансите, Им каде што даваат можат шанса да и мрднат децава и тие што се најталентирани остануваат, едноставно ги привлекуваат да останат. А ние немаме луѓе кои што кај нас ке доаѓаат. Немаме такви луѓе кои што кај нас ке доаѓаат и нашиве ќе бидат во контакти со други студенти од други Па може држави. и да остане некој така, не мора да Може и значи да остане некој, зошто да не? Во минатото имало многу такви случаи кога УКИМ, да речеме, бил етаблиран универзитет. Ние практично сега треба да се вратиме чекор назад. Назад кон она квалитетно образование кое што го изгубивме, кое што во бившата наша држава беше етаблирано, се знаеше професор што е, се знаеше студент што е, многу повеќе се учеше од сега. Еден електрофакултет да завршите беше бренд, беше многу тешко. 360 студенти се запишавме во прва година, 50 влеговме во втора година. Сега таа проточност е огромна, значи. Ред други проблеми има и мора да почнат да се решават. Овие работи што ги наведовте како почетни точки за да го наречам слободно, ремонтот, дали веќе стартавте со нив, односно сте во позиција на низок старт и ги правите или се уште се во теорија само? Не се во теорија, значи веќе се направени идејни решенија за тие проекти. Еве утре ќе присуствувам на презентирање на Националниот совет, знаете дека има Национален совет за високо образование кој работи како независен орган, ќе ни презентира стратегија која што ја направиле за наставата и за науката. Јас тука наоѓам голем број на фалинки и мислам да реагирам, апсолутно. Мојата и работа е таква, да ги координирам работите помеѓу разните тела кои што работат во високообразовниот процес. Универзитети тука пред се, еве, Националниот совет, Министерството, не знам, Одборот за акредитација и еволуација, кој што е една од најслабите карики во целиот овој систем, каде што како низ решето поминуваат разни програми измислени што ги нема никаде. Веројатно и тука сме шампиони по бројот на програми, бидејќи се прават според човек, не според работно место професор. Значи, добро е што доаѓам дел
од мојот професионален живот сум го провела, да речам, и во стариот систем, и во овој нов систем, да ги споредам и да видам она што може да се поправи, да се поправа подитно. Подитно е. Тука треба и ке барам и од Националниот совет долгорочни и кусорочни мерки. Не можеме ние со општи фрази ќе го подобриме квалитетот, ќе ја дигнеме науката и така натаму. Треба да има строго определени цели, да речеме за 5 години УКИМ ќе падне под 1000-тото место на ранг листите. Тоа е конкретна цел. И ајде да работиме кон тоа. Или да видиме што е со веќе акредитираните програми. Можеби ќе треба да поминеме низ циклус на реакредитација. Многу работи се врзани, значи многу комплексни проблеми се во високото образование. Колку оваа евалуација на универзитетите, која што е во тек, колку што знам, ќе помогне во справувањето со ова што го начекавте? Знаете дека многу пати имаше дури и огласи во кои што фирмите кои што бараа одреден профил, нели, на со завршени студии и такви, има во заграда освен за и наведени, да не ги набројувам, неколку универзитети, бидејќи беше, да не се лажеме, јавна тајна, и ден денес е како на одредени универзитети се добиваат дипломите, таа е она вистинската рак рана на македонското општество, приказката за квалитетот. Јас ќе учам, ќе завршам и оној што ќе се пријави на истото работно место, знаеме од каде доаѓа, знаеме колку учел, знаеме колку платил во превод по испит, но исти сме затоа што тој ќе има можеби многу поголем просек, затоа што со вистински труд и така лесно не се добиваат на вистинско место оценките. Колку евалуацијата ќе помогне во сузбивањето на сето ова? Би требало да помогне. Мене ми е жал кога гледам, не жал, тоа е законска обврска да универзитетите, односно факултетите си прават само евалуација и таа да биде транспарентно представена на нивните веб страници. Тоа го видов само кај неколку универзитети од овие 23, кај другите не постојат. А таа е многу важна. Мислењето на студентите поготово е многу важно за тоа како изгледа наставата, што им е на располагање, дали имаат електронски библиотеки, дали имаат научни помагала, стручни помагала, наставни помагала и така натаму. Евалуацијата може да ни даде одредена слика, но таа е тотално безвредна ако по неја не постапуваме. Ако не постапуваме по таа евалуација, тогаш ние сме правили и во минатото евалуација. Знаете, и тоа знаеме да го изиграме. Станавме веќе виртуози во изигрување на давање на разни информации и податоци. Ги даваме на погрешен начин, не секогаш се интерпретираат на начин кој што треба. Рековте во заграда се ставаат универзитетите и тоа се некои стереотипи. Реков уште на почетокот дека не можеме само кај приватни универзитети да лоцираме недостатоци и неквалитет. Имаме страотен неквалитет и на државните универзитети. Сега нема да лицитирам тука кои се, како се и до какви констатации сум дошла, меѓутоа имаме и страотен неквалитет, па гледате ги нивните рангирања кои се. Нивните рангирања, ја го споминувам само УКИМ, кој што е прв. Но прв, знаете, во село. Така да, евалуацијата, доколку е добро направена, ќе ни даде некаква слика, но дали ќе се постапува според таа евалуација, тоа е веќе друго прашање, а мене ми се малку спорни методите на евалуацијата. Мислам дека методите се застарени на таков тип на евалуација. Мислам дека треба и друг тип на прашања да бидат, друг тип на проверки треба да бидат вклучени. И за тоа некои материјали веќе подготвувам дека она што ни се случува во тој одбор за акредитација и евалуација е страшно, страшно. Значи, се помина, се акредитираш. Недопустиви работи се случи. Не знам кои се вашите ингеренции тука, но како би можеле да ја реформирате она неподноснива леснотија на купување дипломи во Македонија? Па дури звања, магистерски да не зборуваме, треба да се прска веќе против магистри, доктори и дури и понатаму, нели? Да, тоа е страшна една инфлација на луѓе со
магистарски дипломи, па дури со докторски дипломи, па дури со купени докторски дипломи. До новиве слушам, знаете, се движам од тие кругови, каде што ми кажуваат луѓе дека доаѓаат од соседството студенти запишани на докторски студии, кои што буквално не го знаат ниту македонскиот јазик, ниту англискиот јазик. Так. И не знам како уопште ќе бранат и како ќе пишуваат докторати. И дека тоа најверојатно има тука некоја корупција, некои коруптивни сделки, каде што професорите фактички им ги работат тие докторски тези. Масовно се случува да не се држат предавања на мастер студиите и на докторските студии. Тоа е едноставно. Знаете, мораме да имаме и казнена политика. Не смее да биде, ако си професор, да бидеш вечно професор. Мораме да имаме казнена политика. Ние си замислуваме дека и така и е. Ако некој станал доцент, тоа е најниско на лествицата на наставни звања, наставно-научни звања на факултетите, па се оди низ скалата на вонреден, па редовен професор. Кај нас како во училиште, кој станал доцент, веќе му е трасиран патот, независно што сработил во меѓувреме, Мора да стане редовен, на крај како во осмолетка, ќе се стане редовен професор. Што правил во меѓувреме, тоа се изигруваат сите тие законски норми. Значи, многу работи не достигаат до таму да мислам дека има коруптивни сделки. Со сето тоа ќе мора да се избориме. Голем отпор ќе има од универзитетите. Верувам дека ќе има голем. Оваа комоција од која што во која што се потонат и тешко ќе може да се помрдне. Меѓутоа, ако ги врземе законски, ако секој се ја работи својата работа како што треба, од сите овие многу тела кои што работат врз високото образование, тогаш некои работи и ќе се искристализираат како проблеми и ќе се решаваат. Нема бегање од тоа. Мислам, ги осакативме децата. Ги осакативме, ги оставивме без струки. Завршуваат факултети без да имаат струки. Завршуваат факултети без да имаат контакти со професори, замислете. Тоа е нешто што не можам да го прифатам, никош нема да го прифатам и ќе работам на тоа дека работите мора да се менуваат. Знаете, во образованието е многу тешко една реформа, ако ја спроведете, макар и утре, таа за 5-10 години дава резултат, но ние мора да почнеме на здрави основи, на здрави темели. Па сега, ако ја подигнете летвичката повисоко, поготово во науката, не толку во наставата, туку и во науката, бидејќи тоа се академски студии и конечно е наука, тогаш оној што ќе прескокне добро, оној што нема прескокне ќе падне. Половина Европа одат во пензија како доценти, не стигаат ниту до вонредни професори, ниту до редовни професори. Кај нас сите се редовни професори, го кажав процентот на почетокот. Ке се померат со тоа дека се доценти. И ке си одат во пензија како доценти, никој нема да ги брка, ке има заштитна мрежа за тие што ќе попаѓаат. Меѓутоа, ние додека не направиме чистка таму, во студентските програми, инфлација на студентски програми, инфлација на професори со највисоки звања, никаква продукција речиси на наука, што докажува еве нашето рангирање, нашата позиција во светот, за каква интернационализација ќе зборуваме. Во тие стратегии секој втор збор е интернационализација. Па вие кога одите некаде во странство, вас не ве гледаат како Соза Грчева само, и тоа да, меѓутоа, гледаат од која институција доаѓат. Ја ценат институцијата. Ако не ве стават ниту во здруженија, ниту ви даваат проект, па секаде во Европа професорите повеќе живеат од проекти од што на буџет. Кај нас се повеќе обесени на платите буџетски. Тие треба да носат научни, стручни проекти, апликативни проекти, секакви. Значи, и тоа треба да им се вреднува. Сега не им се вреднува толку. Значи, треба да им се вреднува. Но оние кои што, на вистина, долане пари за институцијата.
Има начини во законот да се реагира, многу работи да се поправат преку законот. Се надам дека до година ќе го дочекаме тој закон за високо образование нов. Меѓутоа, и совеста во работењето на сите универзитети и сите тела што се врзани во високообразовниот процес. Свесни сте дека вака ќе им брснете во око на многумина да. и на оние корисници на услугите кои што ги добиваат дипломите, Да, плаќајќи докторските, да, магистерските звања, но имате работа со една така егоцентрична, една така фела која што е преполна со себе самобендисана, која што на сите овие обиди за справување со неправилностите и воведување на некаков ред, знаете вие дека ќе реагира лошо во превод. Никој не сака да си го намали комодитетот и уживанцијата која што многумина ја ужива. И парите што му даѓаат од впишани студенти, бидејќи кај нас се финансираат универзитетите дел од буџетот, но и дел од студентите, од нивната партиципација. И затоа и се борат за што повеќе студенти, а квалитетот е никаков кога имате вие еден асистент кој што на столу ги им држи вежби. Знаете, ај се пак Запад ќе го споредам, меѓутоа во многу развиени земји, не нужно на Запад. Асистентот е цел ден на работа и држи во мали групи. Истото тоа со разни групи студенти, помали групи. А не еднаш ќе одржи вежби за 100 луѓе во амфитеатарот, кој разбрал, кој не. Свесна сум за овој проблем за кој што зборувате, дека ќе најдам отпори, тоа апсолутно сум свесна. Да. Меѓутоа, мислам дека прво, имаме показатели јасни докаде се, односно докаде е доведена работата. Дел од тоа не се самите криви, бидејќи се системски фалинки во нашата легислатива, во нашиот однос кон универзитетите, така да не можам се да свалам на универзитетите и факултетите, се разбира, немаме стратегија апсолутно, немаме соодветна ни национална рамка за научни подрачја и така натаму, многу работи не достигаат, но наше е да ги убедуваме дека е тоа во нивна полза. Значи, едноставно па и законски да ги ограничиме, со тоа не ја ограничуваме академската слобода, да не мислат дека ќе биде укината академската слобода, бидејќи примерите ги црпиме од закони кои што постојат во Белград, во Загреб, во Лјубљана, во секаде. Значи, тие луѓе не сметаат дека им е укината академската слобода, ако имаат строги норми за напредување во наставно-научни звања. Тие повеќе вредат. Како членови на тој колектив, на таа институција, тие повеќе вредат. А да не зборувам дека штета од ваквото однесување трпи на прво место државата. Зошто ние да ја викаме Бехтел и Енкаов дека да ни прави патишта, кога ние доскоро, до пред 10 години, доека не се раслои ова се, имавме најдобар смер за сообраќајен смер на градежниот факултет. И градевме по Ирак, Иран и кој сега кај нас ќе гради брани и така натаму? Кој ќе се зафати со такви мега проекти? Не, полесно ни е да даваме милиарди на секој што ќе дојде. Затоа што немаме деца спремни. Пазете, најупропастени се најталентираните студенти. Постои една уравниловка во оценките, не може да се види кој е добар, кој е лош. На нив не им се дава шанса. Зошто да не им се даде шанса на најдобрите на вистина да изработат бизнис планови и да им се помогне финансиски за спин-оф фирми, да не се обесат на јавната администрација, каде што полно тие талентирани деца и не се гледаат. Значи, бараат друг кариера развој, а не во јавна администрација. Треба да се помогнат на тој начин. Треба да има стимулативни мерки за научниците. Да речеме, ако објави во еден реномирано списание Труд, индексирано и каде што е цитиран многу пати, тогаш да му се даде барем една годишна бесплатна меѓународна конференција, каде што веќе една котизација е над 1000 евра. Значи, постојат стимулативни мерки, не само казнени мерки, постојат стимулативни мерки за да ги натераме
универзитетите да бидат на вистина универзитети, а не предавални на застарени знаења, какви што се претворија. Буквално на застарени знаења. Да учи студентот скрипти и од такви некои сомнителни научни помагала е на вистина срамота. Или да мора да ги купуваат учебниците на нивните На професори, без Прво, тоа не може да и тоа поминат. треба од законот да се тргне и тука имаме апсолутно согласно со министерката. Конфликт на интереси. Не треба да конкретно. напише учебник, го пропастува учебник, студентот. Нека напише редовен професор, нека му е обврска да издаде книга. Така. Значи книга, нека издаде сериозна книга или монографија. А не сега секој да мора да напише. Па постојат светски учебници поедно да учат од нив. Во една Холандија учат од американски учебници на електротехнички факултет, не учат од холандски автори. Но не прават профит за професорот, така. Професорке, свесни сте дека да, ова ќе наидете на голем отпор, но дали сте подготвени на она што следи? Знаете каква ќе биде играта и одгласот? Тоа ќе биде лично, дисквалификации, девалвации, па која сте вие, зошто вие, каде вие да ги правите тие работи? Знаете како ќе се игра? Знаете што ја за се имам Да. подкрепа со факти. За се имам споредба со други универзитети. Така. Универзитети. Значи, ние не можеме овдека да делуваме како како локално мочуришти, да се споредуваме едни со други и да се тапкаме по рамо дека сме супер. Има една фантастична книга од Константиновиќ, издадена во Србија, се вика Филозофија паланке. Филозофија на една паланка. Буквално секоја реченица таму може да биде примената кај нас. Ние сме најдобри, ама од кого најдобри? Од тој овде, од тој онде. Ајде да те видиме надвор дали си најдобар. Поразувачки факт, еве ќе кажам, интересно за гледачите. Имаме толку историчари византолози. Кога Оболенски, мислам, ја има напишано таа позната книга Византиски Комонвелт, што ја не сум византолог, па ме заинтересира, па исчитав толкава книга, исклучително интересна. Самиот тој вели, за жал, од Македонија не можев да најдам ниту еден научник на кој што ќе се потпрам и ќе го референцирам. Еден од Белград, еден од Романија, еден од Грција. Толку. Значи, не постои локална наука. Науката е глобална. И морате вие да прифатите на глобална трка, инаку ве нема на мапата на универзитети. И сега, ако они се согласни да ги нема на мапата на универзитети, државата не е согласна со тоа. Значи, државата губи. Македонскиот принцип на клати И врата, зимај студентите плата, губат. лежи И што е легу да те најважно, јадам, за И што жал, е ама таа најважно, е филозофија. студентите губат. Така. Студентите губат. Ние мораме да и студентите мораат да сватат дека треба многу повеќе да учат. Значи, тие што студираат надвор знаат дека таму светлата никош не се гасат на факултетите. Никогаш. Лаборатории, компјутерски центри, библиотеки, све свети цела ноќ. Така, 24/7. Да. Имаме уште теми за отворање. Ќе зборуваме за актуелните теми во Македонија, за двојазичноста, балансерот, импактот врз образованието. Со нас е професор доктор Солза Грчева. Се враќаме по рекламите, останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е професор доктор Солза Грчева. Професорке како интелектуалец и човек кој што беше сведок на сето ова што се случуваше минативе години, имавме еден момент се викаше Закон за употреба на јазици или популарно наречен Закон за двојазичност, кој што конечно после толку години под тепих држан од знаеме кого од Кацарска, конечно излезе на виделина. Толку приговори, односно представки поставени, видовме 11 чинам реагира Уставниот суд во моментов. Еве, излезе на виделина. Како гледате на овој момент и кои се вашите очекувања како граѓани на оваа земја за закон за кој што... извештајот на Венецијанската комисија да. најважен. Како гледам, знаете, јас не сум сигурна никогаш во правичноста и праведноста на пресудувањето на нашиот уставен суд. За жал така се наметна после себе. Тој е до крајност политизиран и ја не знам
како ќе пресуди. Тука повеќе се меша политика одошто словото на законот. Правото, да. И не сум сигурна како ќе пресуди. Тој закон се знаеше дека е нити применлив, нити одржлив, прескап и неприменлив и неодржлив. Венецијанската комисија јасно ги кажа оние насоки, значи не во војска, не во полиција, не во на разни места, на двојазичност. Како ќе помине останува да се види, не можам однапред да кажам, немам доверба, меѓутоа имам проблем со нивните одлуки. Така. Вие се сеќавате колку пати ние се жалевме на Уставниот суд за неуставноста на промената на името. Конечно една тотално нелегитимна или нелегална операција. Процедурално, правно, секако. Секако. Да. Значи, апсолутно секако. Па видовте што стана со нашите жалби, беа редом одбивани. Така. Да видиме сега што ќе се случи. Но друга една појава мене ме загрижува. Ако се сеќавате, премиерот неколку пати укажа на тоа дека СДС работи на етнички тензии. Дестабилизација. Дестабилизација. И тоа е еден лизгав терен во кој што се оди на разбивање на коалицијата помеѓу ВМРО, ДПМН и коалиционите партнери и ВЛЕН, односно Вреди. Да. Дали тука ќе се изигра на некаков начин, останува се види, тоа е теноклет. Во секој случај тоа е теноклет, исто како и со балансерот. Балансерот треба да го снема, дефинитивно треба да го снема, бидејќи во нашиот снемува во устав светот, стана пракса сите да се откажуваат од тоа, дали на расна, дали на национална, каква е да е апсолутно. основа. Не, мене секогаш ми сметала таква една Што со дискриминација. квалитетот, така? Што е со меритократијата, па ние во администрација донесовме закон меритократски, каде што ќе се мерат знаењата, компетенциите и така натаму. Значи, се уште работиме со квоти, во Уставот имаме правична застапеност, во еден куп закон имаме правична застапеност и ја не гледав никаква потреба од некаков си балансер. Се имате абсурдни ситуации да македонци се пријавуваат како албанци да бидат примени на работа и обратно имате. Една вештачка ситуација во која што да речеме пак се онеправдени и други етнички заедници во Македонија, како Срби, Власи, Роми, Турци и така натаму. Значи, една ситуација која што као се од СДС што дојде, како се, испадна погубна за државата. Наместо да ги спои заедниците, таа ги раздвојува. Ги раздвојува заедниците. Бидејќи, пазете, ако вие, како онаа директорка на токсикологија, која што, фала Богу, Таравари ја смени, прими преку ноќе 18 албански доктори таму. Доби кривична пријава. Значи, пазете, тие луѓе не знаеме ни каков факултет имаат завршено, не е се едно вие на клиника да бидете, а да имате завршено некој провинцијски медицински факултет. Тоа е најосетливото место, најосетливата позиција, здравството. Од сите ние зависиме од него. Сега таму на таа клиника се лечат и албанци и тие страдаат. Ако по партиска линија се примаат доктори, тоа не е само моја привилегија под наводници да бидам оштетена од нечие незнаење. Тоа е и нивен хендикеп ако утре се случат, не де Боже, работи, кои што ни се случуваат секогаш. Така да, велам тенко одење по жице, мене ми се бендисува тоа решение да си постои некоја комисија во собранието, дали ќе ја наречеме анкетна комисија, тоа го дозволува собранието, деловникот на собранието, која што ќе ја следи имплементацијата на правичната застапеност, толку, без балансер, без ништо. Ова останува да се види како ќе пресуди Уставниот суд. Меѓутоа, сите постапки што ги прави СДС, па и ДУИ, веројатно со суфлирање на ДУИ, водат на вистина кон етнички тензии. Оваа сега владеачка коалиција треба многу мудро да се однесува, многу да внимава и како што упати и Таравари, ми се бенди са таа негова изјава,
Треба што повеќе да се разговара внатре во коалицијата, да се пеглаат работите. Да без комуницирате, така. да комуницираат и да ги пеглаат и да ги договараат работите. Тоа е нужно во секоја коалиција. Иако ВМРО не е во позиција како СДС, што беше зависник како на Така, според дрога, бројот како на на трансфузија пратеници, од Не е на толку друга стаклени партија. нозе, Не, тоа не беше е таква воопшто на направија, да. стаклени нозе, значи такви уцени не можат да палат кај нив, како што овие се мораат да прифатат. И прифатија и повеќе, тирански и што не платформи, требаше, и да. двојази, се што може и не може ја прифатија. Овие не се во таква позиција, во појака позиција се, и мислам дека тие работи треба да ги пеглаат натре, и да се договарат. Така го подметна сега СДС и законот за бранители. Така. Кога тие, ве молам, се вгрижале за бранителите? Кога? Зошто во овие Волци 7 во години јагнешка кожа, одроди во патриотска или слонови во пижами, како би ги нарекле, луѓето кои што најнаш им текна на патриотизмот. Не ни личи патриотизам, единственото кажа нешто што отворено. на И вистина стварно не им стои личи. од него, држи И не им личи. единствената вистина, да. Па заради нивниот патриотизам имаме луѓе кои што уште гнијат по затвори за тероризам, Мислите за дека нема да им текне да побараат слобода за уставобранителите како следно? Па ако може за бранителите па може да бараат, побараат амнестија, да. Иако јас комуницирам со некои од тие луѓе што се таму, тие бараат правично судење. Так. Не бараат милост. Сакаат да докажат својата Не бараат невиност, дека не помилување, да, сакаат да бидат жигосани дека биле терористи. Мислам, на вистина срамота. Така и ова сега го подмета како кукавичко јајце, законот за бранители, кој што по мене е лош. Значи, од тоа што го исчитав, не знам колку ќе бидат задоволни бранителите, за да направат раздор. Сега дуи бара за она истото, па го набедува Влен дека тие не водат сметка за албанските интереси. Не е точно. Значи, ако е нешто константа, дестабилизираат, ако е нешто константа во кај секоја албанска партија, подеднакво, е тоа да водат сметка за албанските интереси. Значи, нема тука овој помалку, овој повеќе. Се разликуваат во методите, се разликуваат во културата, се разликуваат во пристапот и така натаму. Значи, не е точно дека овие не водат сметка. Меѓутоа, еве, прават сега едно големо бранување околу тој закон, каде што сосема бесправно Ивон Деловник на комисијата председателката од ДУИ не го става законов кој што ВМРО го изгласа, значи на собраниска комисија, не го става на пленарна седница и Стојгаши гледам избегава да притиснат да биде ставен на пленарна седница, ги доведува во една ситуација каде што пошто потом мора да се направи раскол. Знаете, оние кои што 7-8 години се однесува строго деструктивно. Комплетно деструктивно. Дури како опозиција се деструктивни и ја растроја да. целата држава. Так. Сега немаат никаков кредибилитет да се преправаат дека водат сметка за разни ентитети, кога тие во суштина тие не ги ни приметувале дека постојат во нашата држава, во нашето општество. Тие најмалку имаат право да се занимаваат со овие прашања. Најмалку имаат право. Како гледате на СДС Филипчева, да ја речем слободно, подобро кажано Заева, да не се лажеме, чија што прва пушка стана Славјанка, односно Цаци која што има лоша навика да станува да ја види сала, таа е нивната прва пушка. Еве, вие добро ја познавате старата СДС тогаш и СДС сега. Видете, како дојдоа до ова дереже, она да што е константа кај нив, тоа е една врвна ароганција. Так, само бендисано. Втора константа што е кај нив е немање контакт со народот. Како да им е страв да комуницираат со луѓето, ги гледаат од озгора, тие се знаат, овие ништо не се за... Тие им се као декор, тие им се гласачко тело. Најубави, најумни. Значи, добро, за убави ги гледаме, колку се убави, тоа би било срамно, мислам да се прогласете за најубави плюс. Меѓутоа, неказнивост, тотална недопирливост, тонење во корупција. Дури јас не верував дека волку можат да потонат во корупција, во која што на вистина потона. Па замислете вие да
Тоа секогаш го кажам и не можам да се изначудам. Тоа ми е врв на криминална нехуманост да продавате најскапи лекови од онкологија, да ги продавате на Косово. И никој да не одговара за таа работа. Да не одговара за 14 луѓе кои што дошле да се лечат во болници и живи да изгорат. Заради Кој бизнес одговараш? делка со ваш бизнес партнер од партијата за модуларни болници. Под председателот кој што на време си се трна да може да продаде 19 болници, такви изградени веројатно од брако кој што горат за 3 минути. И уште не занимаваат со тоа што се запали болницата. Воопште не е важно што се запали, зошто изгоре за 3 минути. Значи, направија зулуми невидени. Од национален план до корупција, до разградување на институции, до правосудство во кое што никој нема доверба. Сега единствено што им остана е да подпикнуваат, да ставаат вакви работи за да ја растурат коалицијата, за да ги унижат сите реформски зафати. Добро, но тоа им прилега за разлика од Тоа им патриотизмот, прилега, им тоа стои, им нели? оди, тоа им оди, од рака им оди. Так. Знаете, една злост просто се крие. Јас не можам да се ослободам од тоа чувство, али пред се ароганција и недопир со луѓето, со Реалност. народ. Ви благодарам што бевте моја гостинка. Со задоволство. Ви посакувам заради сите нас и заради Македонија голем успех во работата. Ве очекувам многу работа, многу отпор, многу напади, навреди. Се надевам, знаете да се справите со нив, верувам во Па ќе вас. се обидам, во секој случај јас сум борец. Так. Ви благодарам уште еднаш, ми беше чест. Благодарам. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.